Тошковски го демантираше Мицкоски и призна дека нема осомничени за хибридни напади, нема центри на моќ кои стојат зад пожарот во Трубарево или зад било кој друг пожар. Ова признание, почитување, е директен удар врз кредибилитетот и точноста на изјавите на Мицкоски. Сега јавноста знае дека премиерот ја злоупотребил безбедносната состојба и институциите за да ја покрие својата неспособност за справување со пожарите. Но ова не е единствена изјава на Мицкоски која била демантирана или времето ја потврдило дека е класична манипулација. Мицкоски во август минатата година изјави дека има индиции за сценарио за дестабилизација на државата. Никогаш не објави докази и нормално ништо не се случи. Во октомври, исто така минатата година, Мицкоски од собраниска говорница обвини дека го следеле со дронови. Никогаш не се објавија докази и помпезно најавениот случај пропадна. Пред само 2 недели Мицкоски изјави дека има информации дека бил следен и дека бил прислушуван. И ова се потврди дека нема никаква врска со реалноста и ова афера на власта пукна како меур од сапуница. Сите овие изјави на Мицкоски, сите овие примери се покажа дека се празни зборови со кои се манипулира јавноста, се манипулираат граѓаните. И ништо повеќе. После толку многу манипулации, толку многу измислици, прашањето е дали воопшто граѓаните можат да му веруваат. Не, на Христијан Мицкоски дефинитивно не може да му се верува.